Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добро вечер. Со мирен и тивок марш, наречен Марш за ангелите, семејствата на починатите во трагедијата во Кочани одадоа почит и побараа брза и непристрасна истрага и одговорност за случајот. Маршот почна во 12 часот и 5 минути во градскиот парк, продолжи кон трговскиот центар, општината, полициската станица и заврши пред основниот суд во градот. Даниел Василев беше таму. Тишина погласна од 1000 зборови. Вака најдобро би се опишал денешниот протестен марш кој го организираа родителите и роднините на настраданите во трагедијата во импровизираната дискотека Пулс. Наместо говори, тие денеска само ги покажаа своите пароли со кои побараа стоп за селективната правда. Убици, системот ги уби нашите деца. Дали требаше да ги убиете нашите деца за да увидите во каква корумпирана држава живееме? Стоп за селективната правда. Ова беа само дел од паролите на протестниот марш за 59-те ангели, како што го нарекоа организаторите. Тивко и мирно, илјадници кочанчани маршираа пред сите релевантни институции во градот. Прво застанаа пред демолираното кафуле кое е во собственост на газдата на Пулс, па продолжија пред објектот на општината. Оттаму се упатија кон полициската станица. Мајка на загинато девојче побара одговори. Кој го уби мојот херој и кој го пеплоса тоа ангелско лице? Не само неното, сите други деца. Последна точка за кочанчани беа судот и обвинителството. Кочанчани се револтирани, бараат одговорност за смртта на 60-те млади луѓе во Пулс. Ако и на мене внука ми загина 17 години, од синиот на 17 години детешко. Што знае, ништо живото не е видел. Никој пат да не се случува катастрофа, биде со млади деца се испратими ги појче да се провеселат, дојдоа се мртви. Еслик, одговарат. Истрагата за најголемата трагедија во историјата на Македонија се уште е во тек. До сега осомничени се 34 луѓе, но во меѓувреме почина и управителот на Пулс. Од нив 28 се во притвор, меѓу нив 7 се полициски службеници. Даниел Василев, Сител телевизија. Министерството за здравство информираше дека во моментов 69 пациенти се на лекување во странство и нема промена во нивната состојба во споредба со претходните денови. Не променета и состојбата на пациентите во критична состојба. Во моментов во установите во Скопје се лекуваат 15 пациенти. Сите пациенти кои се третираат во нашите установи се во стабилна состојба. Министерството за здравство и натаму внимателно ја следи состојбата на повредените и останува во постојана комуникација со медицинските тимови во земјава и странство, посветено на обезбедување на најдобра можна нега за повредените од несреќата во Кочани, соопшти администерството. Клиничката болница во Штип прави подготовки за втората и трета фаза од лекувањето и рехабилитацијата на повредените. На помош се дојдени лекари од странство кои треба да помогнат во поставувањето систем кој ќе возможи долготраен третман на оние на кои им е потребен. Со отпуштање на повредените пациенти од дискотеката Пулс во Кочани, од болниците во земјава и странство, завршува првата фаза од нивното лекување. Медицински лица и представници на Министерството за здравство извршија увид во состојбата на Штипска клиничка болница за прием на пациентите за лекување во втора и трета фаза. Тие пациенти се уште на активна прва фаза лекување, бидејќи на нив има се уште активни хируршки третмани и третмани од интензивно лекување. По отпуштањето од дома, што би можеле овде ние како болница да преземеме? Тоа се некои преврски на некои полесни пациенти и бевме во одделот за физикална терапија да се направи увид, бидејќи во подалечна иднина, да кажеме во трета фаза, тие пациенти би требале да добиваат физикален третман, а тоа најблизок центар во Македонија е клиничка болница Штип. Сугерирано име сегашните трокреветни соби во физикално да се преуредат и преадаптираат во еднокреветни и двокреветни со цел подобро лекување.
Дополнително ќе се одлучува кои пациенти имаат потреба од понатамошно лекување, дали ќе биде амбулантско или ќе бидат хоспитализирани. Тоа е активен третман во смисол на правење на преврски. Во зависност од големината на преврските и на зафатеноста на телото од изгореници, ќе се направи процена со нашите лекари, со нашите пластични специјалисти по пластична хирургија и секако во консултација со лекарите од Скопје би одлучиле кои пациенти каде ќе лежат и што ќе се лекуваат. Специјалисти по пластична хирургија од клиничка болница Штип ќе помагаат и во општата болница во Кочани. За Сител, Трајан Ристовски. Солидарноста не е само збор и таа се покажа на дело по трагедијата во Кочани, порача премиерот Мицкоски пред шефовите на парламентарните делегации и на земите членки на НАТО на состанокот кој се одржа денеска во Скопје. Премиерот упати пораки за проширувањето на Европската унија, алармирајќи дека унијата треба да ги промени своите механизми за да не дозволи понатамошна билатерализација и злоупотреба на правото на вето. Сметам дека треба да се размисли за воедување на механизми каде нема да се дозволи билатерални спорови да бидат пречка за остварување на колективна и заедничка цел. Ако ние сите заедно чуваме куќата, тогаш и заедно имаме право да си ги кажеме нашите проблеми, разочарувања и очекувања. Ние ќе останеме лојален партнер. И заедно и посветено ќе работиме кон остварување на колективните цели. Солидарноста не е само збор, туку дело што ги поврзува народите. Таа е темелот на нашата алијанса, принцип што не води во заедничките напори за зачување на мирот и безбедност. Солидарноста значи дека кога еден од нас страда, сите страдаме. Кога еден е во неволја, сите притрчуваме на помош. Во изминатите 5 години од нашето членство во НАТО, активно придонесувавме кон колективната безбедност и стабилност на алијансата. СДСМ утре ќе го избира Венко Филипче како единствен кандидат за лидер на партијата, откако првично закажаните избори на 16 март беа одложени поради трагедијата во Кучани. На редовните директни внатрепартиски избори за гласање се пријавени близу 24.000 членови или 1.000 членови повеќе од изборите во јуни. Иако нема против кандидат, Филипче изминатиот период повеќе пати посочи дека тоа не е знак на партиско незадоволство, туку напротив, тврди дека големиот интерес за гласање покажува дека партијата полека се консолидира. Филипче за лидер беше избран во јуни минатата година на вонредните избори кои СДСМ ги организираше по оставката на Ковачевски поради историски најлошиот резултат на парламентарните и претседателските избори.